Интерната комисија анализирала 19 од 25 пријавени кардиолошки случаи и утврдила дека кај 10 од нив биле извршени или предложени непотребни операции. 6 случаи ги препратиле до Државниот санитарен и здравствен инспекторат поради ненадлежност. Председавачот Христовски појасни дека ова е само прва фаза и дека ќе се разгледуваат и други пациенти. Комисијата е формирана по објавите на кардиохирургот Сашко Кадев за сомнителни интервенции во приватни болници. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски изјави дека неговиот фокус останува на реформите и дигитализацијата, независно од евентуална реконструкција на владата. Истакна дека Македонија е технички подготвена за преговори, но политичките пречки го кочат процесот. Најави нов центар за сајбер безбедност, дигитални лични документи, проект Електронско бебе, напредок кон Euroaming зона и трет мобилен оператор. Министерството поднело 15 кривични пријави за злоупотреби. Андоновски очекува реформски конгрес на владеачката партија и стабилна коалициска соработка. Европскиот суд за човекови права усвои тужби на тројца македонски судии, Стојан Черибарев, Сузана Здравева и Силвана Илиевска, оценувајќи дека државата им го прекршила правото на фер судење. Тие биле разрешени без да имаат право на жалба, што судот во Страсбург го смета за спротивно на член 6 од конвенцијата. Државата треба да исплати одштета на Здравева и Илиевска, а случаите ќе мора повторно да се разгледаат. Ова е уште една во низата пресуди против Македонија за разрешени судии, а нови тужби се уште пристигнуваат. Македонија и Египет ќе продлабочат соработката во високото образование, науката и истражувањата. На средбата во Каиро, министерката Весна Јаневска и министерот Мохамед Ашур договорија создавање заедничко работно тело и можност за студиски програми со двојни дипломи, особено во медицина, технички науки, компјутерско инженерство и земјоделство. Јаневска ги представи реформите, зголемениот буџет за наука и планот за прв државен технолошки парк. Египет најави брзо формирање на работно тело и средба меѓу ректорите. Јаневска учествува и на глобалниот конгрес во Каиро. Министерката за енергетика Сања Божиновска оствари средба со висока делегација на Светска банка, посветена на стратешките енергетски приоритети и зелената транзиција. Централна тема беше гасниот интерконектор со Србија, кој Светска банка го смета за клучен за регионалната енергетска безбедност. Банката најави поддршка за обновливи извори, складирање енергија и модернизација на системите за централно грејење во Битола и Скопје. Се разговараше и за постепено исклучување на јагленските електрани, праведна транзиција и подобра енергетска ефикасност во јавните установи. Двете страни се договорија за засилена соработка и редовен диалог. Рио Тинто го стави спорниот проект Јадар во Србија во режим грижа и одржување, бидејќи нема напредок со дозволите. Иако местото е стратешки важно за Европската унија и може да обезбеди 90% од европските потреби за литиум, Србија се уште не дала зелено светло. Проектот со години предизвикува силни еколошки протести поради страф од загадување. Рио Тинто тврди дека рудникот би бил безбеден, но опозицијата и дел од експертите остануваат против. Белгија ќе ги укине розовите хартиени возачки дозволи до 2033 година и целосно ќе премине на пластични, налик банкарски картички. Новите дозволи ќе бидат унифицирани со стандардите и полесно ќе се проверуваат во сите земји членки. Иако хартиените се уште важат, некои белгијци веќе имале проблеми во странство. Пластичните лиценци ќе мора да се обновуваат на секои 10 години, бидејќи изгледот на фотографијата се менува со време. САД одобрија продажба на резервни делови за борбени авиони на Тајван во вредност од $330 милиони. Прва таква трансакција под администрацијата на Доналд Трамп. Целта е да се одржи подготвеноста на авионите F-16, C-130 и другата опрема за зајакнување на самоодбраната на Тајван. Вашингтон и покрај односите со Кина останува најголем снабдувач на оружје на островот. Продажбата треба да стапи во сила за 1 месец. Во услови на зголемени кинески упади во сивата зона, Тајпеј вели дека овој договор ја зајакнува нивната воздушна одбрана и отпорност. Кина се уште тврди дека Тајван е нејзина територија, додека островот истакнува дека само граѓаните на Тајван имаат право да ја одредат својата иднина. Времето денеска наутро ведро и студено. Во текот на денот претежно сончево со мала локална облачност. Ќе дува слаб ветер претежно од северозападен правец. Во Скопје сончево време со мала до умерена облачност и со слаб северен ветер. Според најавите од Управата за хидрометролошки работи, следува период на стабилно и суво време со постудени утра. Во текот на денот ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност. По одделни котлини ќе има услови за појава на магла.